Судењето за пожарот во Кочанскиот клуб Пулс со 63 жртви и над 200 повредени почна со предупредување за родителите на загинатите кои го следат судењето. Пред да почне со слушувањето на сведоците, судиката Дијана Груевска-Илиевска ги предупреди родителите на загинатите да го почитуваат редот во судницата и им објасни дека сите обвинети имаат право на адвокат по тензијата од минатото рочиште. Ги предупреди дека ќе бидат исклучени од судењето доколку го нарушат редот во судницата. Исклучување на јавноста на следното нарушување на редот побара и адвокатката на собственикот на Пулс и неговиот син Ивана Коцевска. На последното рочиште сведочеа 5 сведоци на обвинителството, кои го преживеале пожарот во Пулс. Ветеринари и инспектори за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство лани спровеле повеќе од 125.000 инспекцијски контроли и инспекции на безбедноста на храната и храната за животни, како и здравствената заштита и благосостојбата на животните, информираат од агенцијата. Покрај домашниот промет, предмет на контролите биле и производството, дистрибуцијата, угостителството, но и увозот и извозот, каде агенцијата издала над 1000 казни за кои наплатила околу 620.000 евра. Исто така при овие контроли агенцијата поднела 10 прекршочни и 8 кривични пријави. Во 2025 година од вкупниот број реализирани се вкупно 47.200 контроли во внатрешниот промет во рамки на редовните и вонредните инспекцијски надзори, при што издадени се 5.406 решенија, поднесени 10 прекршочни пријави и изречени 1.073 прекршочни платни налози со вкупна вредност од 618.000 евра во денарска противвредност. Поднесени се и 8 кривични пријави, сите од областа на здравствената заштита и благосостојбата на животните, посочи од Агенцијата за храна и ветеринарство. Во рамки на овие контроли била одземена и уништена небезбедна храна од типот на месо и месни производи, млеко и млечни производи, јаткасти плодови, јајца, риба, кондиторски производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци во вкупна количина од над 355 тони. Дополнително инспекцијските служби на агенцијата спровеле нешто над 78.000 контроли на увозните пратки и пратките кои минуваат низ земјава, со храна од животинско и неживотинско потекло, производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храната, добиточна храна и живи животни. Во овие контроли како небезбедни уништени биле 8 пратки со храна од неживотинско потекло во количина од 69.785 килограми. Една пратка била вратена во земјата извозник. Снежно невреме го погоди поголемиот дел од Соединетите Американски држави, оставајќи стотици илјади луѓе без струја, додека влошување на временските услови се очекува во областите на Њу Јорк, Филаделфија и Вашингтон. Најтешко погодени се државите Мисисипи, Луизијана и Тексас, каде што околу 730.000 домаќинства останаа без струја. Се проценува дека дури 190 милиони луѓе се изложени на ризикот прекини во снабдувањето со електрична енергија и грејење. Невремето зафати површина од околу 3000 километри. Од Ново Мексико до Мејн во неколку држави е прогласена вонредна состојба. Снежните врнежи и мразот предизвикаа големи проблеми во сообраќајот, затворање на патиштата и откажување на илјадници летови. Властите ги повикуваат граѓаните да останат дома додека центри за затоплување на населението се отворени во Њу Јорк и Вашингтон. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави ќе воведат 100% царина за целиот канадски увоз, доколку Канада склучи трговски договор со Кина. Трамп на социјалната мрежа Truth Social изјави дека канадскиот премиер Мек Карни, кога го нарече гувернер, многу греши ако мисли дека ќе ја направи Канада транзитно пристаниште за Кина да испраќа стоки и производи во Соединетите Американски држави. Тогаш Кина би ја проголтала цела Канада, вклучително и уништување на нивните бизнеси, општествена структура и општ начин на живот, напиша Трамп. Карни подпиша договор со кинескиот председател Си Џинпинг во Пекинг, со кој се намалуваат царините за електрични возила, земјоделски производи и други сектори. За време на разговорот со Си во рамките на првата посета на канадски лидер на Кина во последните 8 години, Карни рече дека ангажманот и соработката треба да бидат основа на новото партнерство
истакнувајќи области како што се земјоделството, енергетиката и финансиските сектори, каде што е можен најбрз напредок. Времето денеска претпладне променливо облачно во источните делови со повремен локален дожд, во пониските дожд и снег на повисоките места, на планините слаб снег. Попладне облачноста ќе се намали, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во Скопје променливо облачно време, претпладне со повремен дожд. Попладна облачноста ќе се намали, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Управата за хидрометеоролошки работи издаде предупредување за потенцијална опасност од зголемување на водостојот и можно излевање на реките за периодот од 26 до 27 јануари 2026 година. Според официјалната мапа на хидроалармот, поголемиот дел од територијата на државата е обоен во жолта боја, што символизира состојба на внимателност.